И книгата и авторот се извонредно значајни за граѓанското организирање и активизам. Меѓу книгата Правила за радикалите и авторот, без балку да може да се стави знак на идентитет. Во оваа книга е сублимиран Алинскиевиот радикализам. Тоа е практично она што го сочинува, што ја сочинува содржината на животот и кариерата на Алински. Поради уникатноста на книгава и на авторот, не може едноставно да се опишат или да се дефинираат овие две нешта, со тоа што ќе ги подведеме под некој познат поим или одредница. Може да се обидам накратко, нели, на брзина, да ги опишам, да опишам книгава со тоа што ќе по методот на аналогија ќе спомнам некои слични книги, например Владетелот на Макијавели или Комунистичкиот манифест. Ова се книги кои што се напишани со намера да надат упатство на одреден општествен слој во врска со моќта и освојувањето и одржувањето на власта. Но за разлика, тука формалната сличност завршува меѓу оваа книга и другите две, како што вели самиот Алински во книгата, Владетелот на Макијавели е напишан за оние што ја имаат власта и имотните, што имаат власта и богатството, како приречник за тоа како да ја одржат власта. Алински ја пишува оваа книга за оние другите, безимотните, како што ги нарекува, луѓето кои немаат власт, кои немаат моќ, како поука како да земат дел од таа моќ или како и да им ја одземат моќта на имотните. Во оваа смисла, книгата веднаш подсетува на Комунистичкиот манифест. Книга која е напишана за еден слој без собственост, како упатство или повик да ја сменат таквата состојба и да ја одземат собственоста. Меѓутоа, Комунистичкиот манифест е идеолошка книга. Таму ни се нуди една идеја како рационализација за акцијата. Правилата за радикалите не е идеолошка книга, повеќе би рекле е методолошка книга. Книга која е сублимат на практични правила за изведување на револуција.